Добар ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие денеска ќе гледате многу интересни десерти. Тарт со карамелизирани јаболки, мед и ореви за мерак и еден ореов крем кој полека и тивко ќе го готвиме за на крајот вистински да уживаме во неговиот вкус. Бидете со нас за тоа што веднаш почнуваме. Денес емисијата ја посветуваме на десертите. Топли, мирисни и полни со утеха. Ќе подготвиме тарт со карамелизирани јаболки, мед и ореви. Десерт што спојува крцкава подлога и сочен ароматичен фил, а покрај него крем од ореви. Нежен, кремаст и совршен за секој сладок момент. Како што кажав, јас сум на мојата работна позиција и веднаш ќе почнам да го спремам тартот со јаболки. Десерт кој вистински ќе ве освои, верувајте ми. А во меѓувреме, додека сето тоа го правам, ќе направам еден пудинг на база на ореви. Многу вкусен, многу зимски и едноставно ќе ви ја стопли душата. Ајде да почнеме. Што се ни е потребно? Прво, секогаш за тартот мора да го направиме тестото. Тестото е многу едноставно, меѓутоа секогаш мора да внимаваме путерот што го ставаме во тестото на самиот почеток да биде многу ладен, стегнат и да биде исецкан на коцки. Брашното ќе го ставиме во садот на блендерот и ќе додадеме 125 грама путер коцки. Ќе го пуштам миксерот полека и многу нежно, елегантно да работи, за да може да ја соедини целата таа смеса и да ја направи како песок. Зошто ладни коцки? Затоа што брашното поминува низ него и зима слој по слој и така се прави многу песокливо. Еве го, сега јас ќе го пуштам полека тој да си врти, а за тоа време го загреав тавчето. Сега ќе додадеме малце шеќер, мед и ќе оставиме да карамелизира. Откако ќе карамелизира шеќерот и медот, во него ќе додадеме јаболки кои претходно ги исецкав. Овој пат одбрав грини, киселкасти јаболки кои навистина ќе бидат идеални за овој десерт, затоа што поентата на десертот е да биде свеж, да биде малце весел, да не разигра, нели? Добивме песокливо тесто. Сега во него ќе додадеме едно цело јајце, народно кажано 2 лажици вода и малце сол како појачувач на вкусот. Погледнете го шеќерот и медот. Добија идеална златна боја, баш онаква каква што ни е потребна за десертот да биде навистина многу вкусен. Во карамелизираниот мед и шеќер ќе додадам путер убаво да се растопи. А откако ќе се растопи, ќе додадам цимет и мелени ореви. Јаболките, како што кажав, секогаш треба да бидат киселкасти. Ке ги излупите, ке ги исецкате, ке ги отстраните семките и ке ги прелиете со сок од свежо исцеден лимон, затоа што лимоновата киселина нема да дозволи јаболките да потебнат. Одлично се растопи путерот. Сега ќе додадеме цимет и мелени ореви. Сето тоа убаво ќе го соединам. Мириса на касна есен и рана зима. Перфекција. Перфекција на вкусови. Сега, драги мои, ќе ги додадам јаболките. Убаво ќе ги соединам со смесата и ќе ги оставам малце на температурата. Ќе ги оставиме само
онолку колку што ќе ни биде потребно, јаболките малку само да омекнат и да добијат убава боја од овој карамел што го направивме со мед и со шекер, ореви и цимет, идеална комбинација. Додека јаболките на тиво коган секогаш се обработуваат, јас ќе почнам да го правам и пудингот со ореви. Едноставно, лесно. Ставете го млекото и шекерот во тенџерче и добро промешајте да се растопи шекерот. Откако ќе се растопи шекерот, ќе ги додадеме оревите и ќе додадеме малце ванила. Погледнете го тестото. Едно трикче за тестото. Полека и внимателно обработувајте го, затоа што ова тесто со путер не сака брзање. Ако многу брзо го обработиме, тогаш ќе биде многу цврсто. Значи, само полека. Сега ќе го завиткаме во најлонска фолија и ќе го оставиме половина час во фрижидер да се стегне убаво. За тоа време, ја да видам до кај ми се мене јаболчињата. Ау, браво. Браво, одлична боја, одличен вкус. Баш она што сакав да го направам. Ќе додадеме малце кора од лимон во јаболките и малце сок од лимон за дополнителна свежина која секогаш ни е потребна. Ќе оставам во фрижидер, а после тоа убаво ќе го обликувам и ќе го нанесам во калапот. Сега млекото е веќе загреано, шекерот е растопен, јас натре ќе ги додадам оревите. Едноставно на тивко ќе ги динстам за тоа што оревите добиваат душа кога полека и тивко термички ќе се обработат. Тогаш ќе добиеме и одличен вкус и одлична густина и се она што ни е потребно за да имаме еден убав, лесен, едноставен десерт. Ајде сега лимонче малце да додадам. Прво ќе ја изрендам кората, секогаш само жолтиот дел, затоа што белиот дел горчи. Ете така, сега ќе исечам малце и од лимонот. Меѓутоа, внимавајте, не смее да биде многу кисело, значи само една кисела нота да додадеме за да биде уште посвежо. Јаболките во есента и зимата можеме да ги комбинираме на многу различни начини и со нив да сготвиме многу убави десерти. Исто така е многу убаво јаболкото да се јаде и свежо. Англичаните велат дека ако секое утро јадеме по едно јаболко, докторот секогаш ќе биде подалеку од нас. Ајде и ние тоа да го применуваме за да бидеме здрави, нели? Јаболките се готови. Пудингот си крчка на тивко. Мириса како најубавата торта со ореви во моментов, драги мои. Со вакво нешто убаво и вкусно ќе си ја стоплите душата не само на вас, него и на вашите најдраги. Али ајде јас да продолжам со тестото за денешниот тарт. Погледнете колку е цврсто. Веќе изладеното тесто за тарт ставете го помеѓу две пергамент хартии. Со сукало расукајте убава кора со дебелина од околу половина сантиметар. Тестото мора да биде убаво изладено, за да може убаво да се расука. Доколку тестото не е добро направено или се избрза, верувајте дека ќе ви прави проблем додека го тегнете и никогаш нема да можете да извадите убава кора, токму она што ни е потребно кога правиме ваков убав десерт. Има еден начин како правилно се обработува, јас го имам тука покажано кога правев киш лорен.
ставивме од озгора хартија за печење и граф. Значи, треба да има притисок од озгора за убаво да се испече тестото кога е суво. Бидејќи ова тесто имаме тука многу убав сос од јаболките, нема така да го печеме, него директно во него ќе ставиме и времето е 35 минути сето тоа убаво да биде испечено со единето. Еве го тестото. Сега трнете ја горната хартија, земете го калапот, многу нежно погледнете. Со прстите внимателно го притискаме тестото во калапот, оформувајќи совршени рабови. Ова е основата што ќе ја држи целата приказна. Крцкава, стабилна и подготвена да ги впие сите вкусови што следуваат. И ако се скине, немој да се секирате со мал дел од тестото, тоа кај што се скинало ќе може да се пополни или да се залепи. Со вилјушка избоцкајте го тестото за тартот, за да не нарасне многу дебело при печење. Со алатка исечете го вишокот тесто по ивиците. Ова е основа за идеална визура на кората кога ќе го сервирате тартот. Хајде сега внимателно со прстите, со палецот, стискајте меѓутоа многу нежно. Таму кај што ќе се скине, ќе го употребиме вишокот на тесто за да го пополниме и за да биде како што треба. Еве, тука имам еден дел и ќе му ставам од тестото. Супер. Сега, да видиме пудингот што прави. Како си крчка оревите, веќе добија густина, значи полека термички се обработуваат и всушност тоа е убавината на овој десерт. Полека и тивко. Да ставиме од јаболките. Две ќе ставиме тука. Ќе ги ставиме вака едно до друго. Потоа ќе редиме околу нив. Вака. Немојте да дозволите јаболките премногу да омекнат додека ги карамелизираме. Треба да имаат цврстината за тоа што она што треба да им се случи, кој ќе го даде најубавиот вкус, ќе се случи во нашата рерна додека ги печеме. Тартот е игра на текстури. Крцкаво тесто, меки и карамелизирани јаболки со мед, што ги поврзува оревите во топол, домашен десерт. Откако ќе ги наредам јаболките, ќе додадам од карамелот што го направивме и ќе додадам оревчиња пред да ги ставам да се печат. Ваквите пити која ги правам и која се обидувам да го имаат вкусот сегде, ме потсеќа на моментот на правење на сендвич. Кај да каснеш, да го има истиот вкус, истата сочност и постојано насекаде да се чувствува она што е ставено во сендвичот. Така и во денешната пита со јаболки ќе направиме да биде идеално вкусна, добро подредена, со малку уметнички момент во сето тоа. Мене навистина многу ми се допаѓа уште сега како изгледа и сега од озгора ќе фрлиме оревчиња за да биде уште повкусно. Оревчињата додека се печа, питата и тие добро ќе се испечат, ќе бидат крцкави, криспи, која ќе ги каснеме, ќе се распукаат, а вкусот ќе видите кога ќе го направите вие ова за вас дома. Сега останува на мене само да додадам од убавиот карамел од озгора и ја ставам питата да се пече, како што кажав, 180 степени, 35 минути. А на крај, кога тартот ќе биде готов, во мед ќе додадам малце млака вода, ќе го разредам и со четка ќе
ќе го премачкам целиот за дополнителна блажина и за дополнителен вкус. Тартот е спремен за печење. ...35 минути, 180 степени. Идеална температура. Сега, некогаш, во зависност од вашата рерна, ќе видите може би да бидат 30 минути, може да бидат и 40. Никогаш не го брзајте, едноставно гледајте го десертот, додека се пече. Знаете каква боја треба да има. Не сме, треба да биде добро испечен, ама не изгорен, нели? Ајде сега да видиме што се случува со... браво. Оревите комплетно на бабрија и го пуштија својот вкус. Токму она што ни е потребно. Ке додадеме сладка павлака за готвење, за пудинго да добие една убава млечна нота и секако ке додадам цимет и мед. Мед, цимет и ореви. Го продолжува животот, верувајте ми. Одлично. На тивко ќе го оставам, полека да си крчка, меѓутоа не многу долго, затоа што е готово. Уште 5-6 минути овој пудинг ќе биде идеален и готов да го ставиме во садови од кои што ќе го јадеме. А после ќе ви кажам и едно трикче. Кремот од ореви или пудингот од ореви е готов. Питата со јаболка исто така се испече на 180 степени 35 минути. Сега што треба да направам? Во малце мед ќе додадам топла вода и сето тоа ќе го соединам убаво. А потоа со четка ќе го премачкам тартот. Многу важна работа. Час и половина. Оставете го да се олади на собна температура, добро да се стегне тестото, за да може, кога ќе го извадиме од калапот, да не пукне. Кремот од ореви, едноставно сега вака топол ќе го ставиме во чаши или во некој друг сад и оставете го добро да се олади, а потоа од озгора додадете од карамелизираните јаболки со карамелот, а можете и некоја друга декорација. Јас денеска ќе ставам малце гројзе на путер и на шекер, исто така да карамелизирам, меѓутоа кратко време и после тоа ќе го додадам во пудингот. Еве сега да го премачкаме тартот. Шубаво. Во десертот што го правевме со оревите, можете да додадете рум, малце коњак за дополнителен вкус, меѓутоа не многу, малце. Еве на цела оваа смеса ставаме околу 20 грама, јас одбрав да ставам коњак. Еве го, веднаш од топлината се почувствува мирисот и на коњакот кој е специфичен и дава навистина многу добар вкус ако се стави во одредена граница што е дозволено, нели? Одлично. Сега, со помош на кутлача, многу внимателно, наполнете ги чашите, меѓутоа не догоре. И она мало изненадување што сакав преска да ви го кажам е за жените кои не гледаат. Земете, купете, нарачајте еден ваков убав сад, наполнете го садот со кремот од ореви, оставете го добро да се олади, а потоа од озгора декорирајте го исто како и чашата. Поклопете го со горниот дел од садот и однесете го на вашиот сопруг како изненадување некое утро. Верувајте дека ова е вистински деликатес кој заслужува и вистинска почит. А со почита секогаш доаѓа и љубовта, нели? Сосема доволно. Уште не е стегнат, меѓутоа после ќе ви покажам како треба вие дома да го декорирате за вашите најдраги.
Тартот убаво се олади. Не можев да го допазам од екипава. Скоро пола отиде. Нека име на здравје. Тоа значи дека бил добар, а за мене има уште поголемо значење чим на нив им се допаѓа, вие дома сигурно ќе го направите и вистински ќе уживате во него. Исто така и кремот од ореви, ова е она изненадување што дамите треба да го направат за своите партнери, нели? Многу интересно, многу вкусно, многу хранливо и ќе ви помогне да имате многу вистинска енергија, токму она што ви треба. Сега ставам малце кисела павлака од Бимилк и ќе капна малце лимон. Ова убаво ќе го измешам. Киселата павлака на Бимилк во комбинација со свеж сок од лимон е идеална за многу различни типови на десерти, затоа не пропуштајте ја, купете ја и веднаш испробајте да видите дека навистина е така. Чим добро се соедини, крем фреш е готов. Сега ќе земам овде, ќе ставам едно лажиче. Ете така. Толку и ставиме тука место јаволче, ќе ставиме едно грујзенце убаво и малце свежо нане кое секогаш освежува и дава преубав изглед за тоа што е зелено, а зелената боја не само што одмара, него навистина изгледа многу свежо. Драги мои, нека ни е на здравје и се гледаме утре. Кога десертот е подготвен со едноставни состојки и вистинска мера, резултатот е чисто уживање. Тартот со јаболки и ореви и кремот од ореви се совршен завршеток на една сладка емисија. Топло, мирисно и направено за споделување. Многу сакам кога домот мириса на цимет, на јаболки. Тоа е мирис која вистински ја почитувам затоа што ме потсеќа на детството. Денеска мојата кујна овде во 4 сезони навистина мирисаше на детството на кое се сеќавам поради тартот со јаболки. Кремот со ореви е вистинско доживување, баш онака како што ви кажав и на почетокот на емисијата. Бидете добри, направете го сето тоа дома за вас и вистински ќе уживате, верувајте, за тоа што јас денеска сум многу среќен. Посетете ја нашата веб продавница 4сезони.mk и бескрено уживајте во сето она што ќе го одберете за вас, за вашиот дом. И секако голема благодарност до Центарот за физикална терапија Ели Беланова во населба Лисиче, која се грижи за мене секогаш да бидам во топ форма. Имајте убава вечер и се гледаме утре.